Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре дојавте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија, целото издание е посветено на изборот на специјалната обвинителка, еден настан кој ја преокупира македонската јавност веќе со недели. Значи, името на јавната обвинителка е веќе познато, таа треба да почне со работа и се разбира според она што е договорено од страна на политичките партии, таа треба да се занимава со евентуални незаконски дејства во следењето на електронските комуникации или, поточно кажано, во случајот со нелегалното прислушување. Почнуваме со оние реакции кои се искажани на социјалната мрежа Facebook, ги има многу, реакциите за изборот на специјалната обвинителка се различни. Почнуваме со оние кои велат дека сега треба да се види каков ќе биде ефектот од незината работа и укажуваат на незиното значење. Одиме со Даме Чкатровски на Facebook, познат Facebook активист, кој сега пишува: Судбината на Македонија е во раце на една специјална обвинителка. Дали ќе избегаат уште 500.000 од оваа земја или ќе останат, не знам и не можам да знам дали дотичната специјална обвинителка ја разбира својата улога. Фала многу и убав ден. Тука ќе видиме и некои од коментарите. Еве, тука коментира и Лилјана Јаковлевска, исто така новинар. Моje гесло е прво запознај го човекот, па после суди. Ајде да почекаме. И уште еден коментар. Колку што гледам, на исто мислење сме, а преска ми велите дека грешам. Значи, дел од оние кои коментираат велат дека се помалку и скептици во однос на изборот на обвинителката. Продолжуваме со став на професорот Гордан Калајџиев, кој е кажан токму за 24 вести, а тоа е дека професорот Калајџиев смета дека изборот на оваа обвинителка Катица Јанева нема да биде добар, бидејќи според него се работи за личност која е анонимус, но и која има врски со актуелното обвинителство. Но професорот Калајџиев исто така беше еден од можните кандидати за избор на специјален обвинител, па сега и дел од оние кои коментираат велат дека можеби тој негов став произлегува од тој факт. Одиме да го видиме коментарот на професорот. Еве го насловот. Значи, професорот вели: разочаран сум од изборот на обвинителката. Професорот на правниот факултет Гордан Калајџиев, кој исто така се споменуваше како можно решение, се сомнева во интегритетот на Катица Јанева. Вели дека и покрај неговото 30 годишно искуство, таа не му е позната како истакнат обвинител, а од тоа што го дознал се сомнева и дека е блиска со актуелниот државен обвинител Марко Зврлевски. Калајџиев, кој е претседател на Хелсиншкиот комитет, вели дека на некој начин граѓанскиот сектор се чувствува изневерен од СДСМ и меѓународната заедница. Тоа е ставот на професорот Калајџиев. А новата специјална обвинителка Катица Јанева ја даде својата свечена заклетва и ја даде првата изјава за медиумите при изборот. Таа се заблагодари на партиите и на меѓународниот фактор. Меѓу другото, Катица Јанева во една од првите изјави вели: денеска нема да одговорам на новинарски прашања, туку само сакам да се заблагодарам на Советот за изборот, на политичките партии и меѓународниот фактор, како и на сите кои застанаа зад мене. Денеска стоев овде пред Советот, сега и седам сама, но за еден месец ќе ме видите со мојот тим зад мене и тогаш ќе ги преземеме предметите за кои сме надлежни. Обвинителката побара од новинарите да не се јавуваат на телефон, бидејќи нема да одговора и да комуницира на тој начин, туку исклучува на имејл. Значи, тоа е една од првите изјави на Катица Јанева по незиното стапување на функцијата. Продолжуваме со надпис во вестникот Вест, кој го објаснува изборот на Катица Јанева, незините надлежности и што тоа значи за тој дел од правосудниот систем.
Вест оди со наслов 5 години странска поддршка за специјалниот обвинител. Случаите кои ќе ги отвори специјалниот обвинител Катица Јанева ќе бидат под меѓународен мониторинг од отварањето на истрагата и поднесувањето евентуални обвиненија, па се до судскиот процес и изрекувањето на пресуда за некои од случаите поврзани со преслушување без исклучок. Вест додава: тие експерти, обвинители и истражители, што ќе го наблюдуваат текот на истрагите и на судските процеси и кои според новиот закон ќе му помагаат на специјалниот обвинител, ако побара меѓународна помош, ќе бидат делегирани од Европската Унија и Соединетите Американски држави. Вест потенцира во своето пишување дека специјалниот обвинител ќе биде силно поддржан од меѓународниот фактор и тоа од најмокниот дел на меѓународната заедница, значи од Соединетите Американски држави и Европската Унија, и дека на тој начин ќе биде помогната работата на специјалниот обвинител. Одиме со исто така изјава на Американската амбасада во Скопје во однос на обвинителот. Значи, тој избор е поздравен од страна на амбасадата и во соопштението меѓу другото се вели: им честитаме на партиите за договорот што го постигнаат денес за воведување на јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и именување на Катица Јанева на оваа функција. Според САД, ова назначување представува значаен чекор кон утврдување на одговорност, а Соединетите држави заедно со европските партнери остануваат посветени да и помогнат на Македонија да го имплементира договорот од Пржино и да продолжи по својот пат на целосна интеграција во евроатлантските институции како динамична, просперитетна и мултиетничка демократија. Тоа се вели во соопштението на амбасадата на Соединетите Американски држави, а изборот на Катица Јанева го поздравија и претседателите на двете најголеми политички партии, на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Зоран Заев, претседателот на СДСМ, кажа дека тој е задоволен од изборот на Катица Јанева и дека таа била на голем број на меѓународни обуки во областа на обвинителството, меѓу друго и во Академијата на познатиот италијански судија Фалконе во Сицилија. Сега ќе ја видиме и изјавата на премиерот Груевски. Премиерот исто така вели дека е задоволен од изборот на специјалниот обвинител. Задоволство од законот и личност, која е висок професионалец со меѓународни обуки, која според искуството укажува дека ќе стане збор за личност која професионално ќе може да се носи со работата. Ќе има целосната поддршка, сакаме најтранспарентно и најефикасно да се објавува работата, вели премиерот, и додава дека е добро за државата што специјалниот обвинител е избран навреме и дека со тоа се покажува посветеноста и коректноста на владеачката партија. Сега тука во изјавата на премиерот не се коментира оној настап на посредникот Ван Хауте пред изборот на обвинителката, во кој настап Ван Хауте посочи дека една голема партија не се придржува до зборот кој го има дадено во договорот во Пржино, никогаш како тоа не се посочи дека е насочено кон ВМРО-ДПМН, но дел од аналитичарите и дел од оние информации кои доаѓаат од преговорите укажуваат дека токму ВМРО-ДПМН била партијата која го кочела изборот на обвинителката. Одиме сега со Жарко Трајановски, експерт за човекови права, кој вели дека некои од снимките кои се прикажани во јавноста можат многу брзо да се обработат од страна на обвинителката и дека некои кривични дела можат брзо да се истражат и процесуираат. Трајановски вели: например, ако истрагата покаже дека премиерот и министрите честопати ги користат службените телефони во работно време за да вршат приватни или партиски работи, тоа е доволно да се покрене кривична постапка за злоупотреба на службената положба. Ние ги плаќаме министрите и премиерот и нивните телефонски сметки за да вршат работи од нивната надлежност,
А ако тие тоа не го прават во работно време, со тоа ни нанесуваат штета на нам граѓаните и за тоа треба да бидат казнети. Ако при злоупотребата на службените телефони во работно време се повредуваат и правата на други лица, запретената казна е од 6 месеци до 5 години. Исто така, ако службените простори на МВР ги користела за партиски дејанија, за штаб на МВР, ВМРО, при што се повредувале изборните права на граѓаните, тоа е тешка злоупотреба на службената положба на Министерката за внатрешни работи. Ова го пишува Жарко Трајановски, значи со првите пораки до специјалната јавна обвинителка. А во јавноста за изборот на Катица Јанева се обрати Бранко Тричковски, новинар, колумнист, во негов препознатлив остар стил, кој многу често е цитиран од јавноста, многу често е и критикуван за неговиот јазик, за кој некои вела дека често и вулгарен, но Тричковски се правда дека тој е колумнист и дека тоа е дел од неговата авторска слобода. Сега Тричковски пишува: Мисијата на Катица. Дир Катица, јас нема да го почнам вака, јас ке речам. Мисијата на Груевски беше да ја демонтира Македонија, твојата мисија е да го демонтираш скелето на злото што ја држи неговата нула исправена. Ние не знаеме дали на оваа важна функција доаѓаш како резултат на политичкиот договор на македонскиот бандитериум или како резултат на надворешниот притисок врз тој бандитериум. Исто така не знаеме дали идејата на притисокот е решавање на така наречената политичка криза или подлабоко чистење на причините за македонската драма. Околностите во кои е постигнат договорот за тебе, тоа пазарење на основните генератори на македонското разнебитување, вклучувајќи тука и некои аспекти на досегашниот ангажман на меѓународната заедница, им даваат сериозна основа на сомневања дека ти си инсталација на феноменот против кој ќе треба да се бориш. Но како и да е, ти имаш неповторлива можност да направиш епохален гест, да му го зариеш колецот на правдата и на моралноста во срцето на злото. Тоа го пишува Бранко Тричковски, мисијата на Катица. Еден сличен став во однос на именувањето на специјалната обвинителка има и новинарот Бранко Геровски, уредник на Слободен печат и Плюс Инфо, кој исто така вели дека првпат слуша за Катица Јанева во неговото долгогодишно новинарско искуство, но сепак вели дека треба да ѝ се даде шанса за да се види какви ќе бидат ефектите од низината работа. Геровски вели: нека биде Катица за се. Тоа е насловот. Прв па слушам за Катица Јанева. И ако мене ме прашате, тоа е добра препорака за функцијата специјален јавен обвинител. Оти без малку сите обвинители и судии кои биле во фокусот на моето внимание, биле такви по-лошо, чест на исклучоците. И не е важно што мислам јас, ниту сум познавач на судството, ниту некој што одлучува. Важно е што мислат партиите и политичарите. А и тие изгледа прв пат слушаат за Јанева. И тоа е уште подобра препорака за неа. Тоа значи дека не стаселе да ја грабнат во своите канџи. Најдобрата препорака за Јанева сепак е премолчаната, но доволно јасна поддршка што таа ја има од американците и од европејците, од тие што го водат шоуто, што би можело да значи дека во борбата со македонската мафија, Јанева навистина би можело да стане Катица за се. А за обвинителката пишува Иване Цветанов, поранешен директор на Агенцијата за спречување на перење на пари, кој самиот е дел од кривичен прогон, кој самиот е дел кој се жалеше во јавноста дека е политичка жртва на актуелната власт, и сега Ване Цветанов пишува на својот фейсбук профил: честитки и многу среќа во работата на новиот специјален обвинител. Нека е плодна работата. За да исплива правдата на површина треба да се исправат многу неправди и нанесувачите на тие неправди да одговараат. Ова звучи идилично, но за исправање на некоја неправда е потребна макотрпна работа и голема честност. Особено кога се има работа со партизирани институции кои секој чекор ќе го минираат и обструираат. Освен да честитаме и трпеливо да ги очекуваме резултатите, друга алтернатива немаме. Затоа уште еднаш честитки за изборот на Катерина Јанева и многу успех во работата.
а новиот закон за специјален јавен обвинител го поздравува и Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој вели дека со него конечно во јавноста ќе исплива вистината на површина и дека ќе се расчисти маглата од, според него, како што вели Димовски, пропагандите кои излегуваат во јавноста. Ете го насловот. Значи, ова е дел од говорот на Димовски од собранието. Со овој закон, според нас, дава добра можност да се расчисти политичката пропаганда и да биде ставена на една страна и да овозможиме да се дознае вистината. Тоа е она што граѓаните ги интересира. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со сериозна политичка волја дава поддршка на законот и на одлуките кои денеска собранието треба да ги донесе врз основа на вредностите во кои веруваме, а тоа е вистината, правдата и почитувањето на Уставот. Тука Димовски вели дека ова е еден чекор поблиску до нови вонредни парламентарни избори, кога граѓаните конечно ќе го дадат својот финален суд и ќе одлучат помеѓу политички опции кои промовираат дестабилизација и деструкција и политички сили кои се обидуваат да градат и да ги подобрат секојдневните услови за живот на граѓаните. Тоа е дел од говорот на Димовски во собранието, а и има и други експерти кои се сомневаат во изборот на Катица Јанева, но има и некои кои велат дека целата таа постапка, целиот политички договор, според кој е избран тој специјален јавен обвинител, не е според македонските закони. Еден од нив е професорот Миодраг Лабовиќ. Професорот во неговата колумна, која е насловена едноставно специјалниот јавен обвинител, го пишува следново. Има тела со слични називи, но сите тие се во рамките на јавните обвинителства и извршната власт на дадените земји. Сметам дека ова е уште еден оригинален експеримент на Европската Унија и така наречената меѓународна заедница. Лично сум за оригинални решенија кои може да ја промовираат Македонија како извозник на памет. Но оригиналноста не ја подразбира истовремено издржаноста и реалната одржливост на решението. Затоа, што да се назначува специјален јавен обвинител по предлог на 4 политички партии, не само што не постои никаде во светот, туку е целосно правно неосновано и реално политички неодржливо решение, тоа го пишува професорот Лабовиќ. А граѓанскиот активист Джело Хоџик се обраќа на својот Facebook профил и вели дека со назначувањето на специјалниот јавен обвинител, според Хоџик е нанесен силен удар на власта на премиерот Груевски. Хоџик вели: прв шамар се изнудените оставки на Мијалков и Јанкуловска. Втор шамар е аферата Маѓар Телеком. Трет шамар е целосно нов закон за специјален обвинител со се решението кое дојде во предвидениот рок. Развластувањето и шамарите ќе продолжат. Убеден сум со зголемен интензитет. Следува нов министер на Министерството за внатрешни работи, па нов премиер со кој какви мирудии. Прашање е дали до април пастерот ќе биде доволно бумбар за на избори. Сличен став со Хоџик има и новинарот Жарко Јордановски, кој вели дека изборот на специјалниот јавен обвинител е една своевидна ноќ на долгите ножеви за власта. Ако некому не му е јасно, ова е ноќта на долгите ножеви за нашиот режим. Неговата демисија е само техничко-технолошко прашање. Сите сигнали се тука. Прво со изборот на обвинителката од длабока заднина и на изненадување на сите инволвирани, а не информирани, во наводници. Потоа со итното и преку ноќ, кај нас секоја важна работа се случува преку ноќ, изгласаниот закон и од собранието и од Советот за јавни обвинители. Со ургентност примена на длабочината на калта во која заглавена земјава. Ако и ова некому не му е доволно, тука е последниот доказ за сите слепи или што се прават слепи. Изгласаниот закон итно му е однесен на подпис на Хорхе, председникот во Подгорица со авион. Да не се залажуваме. Тој што може да го удеси овој след на настани, може многу повеќе од тоа.
македонската раздрндана композиција е дефинитивно и неповратно ставена во колосек. Значи сега се е во ред, сега веќе ништо не зависи од нас. Тобоганот е тргнат, држете се цврсто и забавувајте се. Тоа го пишува Жарко Јордановски, а сличен став има и Јованка Дојранлиева, кој исто така е поранешен новинар, а сега граѓански активист од Гевгелија, која исто така пишува на својот јавен Facebook профил и која вели дека порталот Курир го поздравил именувањето на јавната обвинителка и дека тоа според некој за Дојранлиева добиле впечаток дека со тоа на таков начин таа има поддршка од власта. Сега Дојранлиева пишува: еве легално списокот на остварувања се реди. Првите денешни фалби од курирците до специјалната јавна обвинителка не значи дека тој е нивен пулен и дека ќе им прогледа низ прсти на криминалите на власта со комплименти од гласнооговорниците на власта. Тоа што е жена не значи дека е повеќе подложна на манипулации, наспроти мажите кои на ист начин можат да подклекнат. Оваа власт е на мерчена за силување на сите видови, пол, возраст, професии или ентитет. А тоа што е од локална средина не значи дека ќе се изгуби во Скопската метропола. Важно е да не ги изгуби доказите за обвиненија, до сите критизери оладете малку. Тоа го пишува Јованка Дојранлиева на својот Facebook профил. А дневниот вестник Дневник сега оди со еден друг текст кој вели дека опозицијата преку невладиниот сектор според Дневник веднаш почнала со напади врз новата специјална обвинителка и на тој начин Дневник имплицира дека опозицијата не е задоволна од незиниот избор. Насловот е: во таа насока опозицијскиот НВО сектор веднаш почна со притисок врз обвинителот. Тука е ставена една фотографија, илустрација од некој протест. Платформата за граѓанска политика Ајде, која важи за блиска до СДСМ, вчера попладне требаше со собир пред собранието да му даде поддршка на новиот специјален обвинител кој работи на преслушуваните материјали на СДСМ, но и да даде инструкции за работа. Ваквата форма на поздравување на изборот на Катица Јанева за нов обвинител од страна на опозицијските невладини организации се чини како притисок врз неа и врз одлуките што треба да ги донесе. Дополнително на тоа, сомнеш за притисокот врз Јанева од страна на појавување на невладиниот сектор на денот на незиниот избор отвора и фактот дека токму оваа платформа во многу наврати се јавува како критичар на работата на власта и како организатор на неколку протести, најчесто во корист на СДСМ. Тоа е текстот на Дневник. А за изборот на Катица Јанева се огласи и градоначалникот на Центар Андреј Жновски, кој вели дека со тоа меѓународната заедница праќа јасна порака дека има намера да го седне премиерот Груевски на обвинителна клупа. Тоа е тој наслов. Жновски вели: се враќа надежда. Една од големите партии, она која не го почитуваше договореното од пржино, денеска го доживеа еден од најголемите порази во историјата на своето владење. Законот за специјалниот јавен обвинител, првиот посериозен чекор кон разрешување на политичката криза и враќање на владење на правото. Би сакал искрено да ја поздравам одлучувачката улога на меѓународната заедница и работата на Питер Ван Хаут. Без нивна помош, Груевски никогаш нема да дозволи ваква оаза на правдата, како што е специјалниот јавен обвинител. Јавно ја охрабрувам Катица Јанева да ја врши работата согласно уставот и законите и конечно да се потсетиме што е правда и прави институции во нашата држава. Тоа го пишува Жрновски и со тоа го завршуваме блокот за специјалниот јавен обвинител. Мислам дека тука се исцрпени веќе сите реакции кои се однесуваат за тој настан и емисијата ќе ја завршиме со една колумна на Бранко Ѓорѓевски од Дневник која се однесува на бегалската криза. Исто така за оваа криза е многу кажано, таа ја погодува и Македонија, но сега Ѓорѓевски зборува за дел од можното решение.
а решението Ѓорѓевски треба да се бара онаму од каде што потекнува проблемот. Насловот на колумната е "Ѕид за војната во Сирија". Ѓорѓевски пишува: Поентата е во тоа дека ако сака да се запре бранот на бегалци, треба да се направи се да се запрат војните кои се водат во нивните татковини. Сириската војна трае веќе 4 години и време е да заврши. Меѓутоа прашање е дали така размислуваат и нејзините инспиратори, бидејќи сегашната состојба се уште не укажува кој таму победува, а кој губи. Ако се чека на некој таков епилог, а се чини дека се чека, тогаш на патот кон европските земји сигурно ќе заминат нови стотици илјади мигранти и тоа не треба да не чуди и прави од нас ксенофоби, загрижени за тоа дали исламот ќе го надвладее европското христијанство. Доколку не се чека епилогот на воено поле, а на кое најдобро се гледа чии и какви интереси се вкрстени, многу повеќе би се зборувало за светска акција да се дојде до мирот во Сирија. Тоа го пишува Ѓорѓевски. Ձид за војната во Сирија. Почитувани гледачи, со оваа колумна на Бранко Ѓорѓевски ја завршуваме оваа емисија на Трета порт. Емисијата гледајте, а секоја среда во 19 часот и 15 минути, а ние и оваа недела напорно ќе работиме и ќе ги собереме на едно место сите најинтересни случувања од светот на интернетот, за така да можете да добиете една целосна слика, еден преглед на настаните од сите можни страни и од сите можни јагли. Токму тоа е и мотото на Трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме комплетната слика, заклучоци донесете сами. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.